Здраво, ова е 323-тото издание на Видеологија со Златко Ѓерески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Challengers од Лука Гваданињо, во кој станува збор за Таши, глумена од Зендеја, поранешна тенисерка која по повредата на ногата ја завршува кариерата како тенисерка, станувајќи тренер на нејзиниот сопруг Арт, глумен од Майк Фајст, од кој прави шампион. Меѓутоа ги запознаваме на завезот на нивната кариера, каде Арт нема мотивација, но и способност да остане на врвот, а Таши тренира само шампиони, па сомневајќи се дали има сила за уште една титула, се пријавува на турнир во кој во финалето се соочува со поранешниот негов најдобар пријател Патрик, глумен од Џош О'Конер, префрлувајќи го наративното топче во минатото, нудејќи ни флешбек во кој ќе може да погледнеме колку биле блиски овие двајца и како Таши застанала помеѓу нивното неразделно пријателство, меѓутоа подготвена да оди до екстреми само за да ја обезбеди победата на демотивираниот сопруг затоа што таа не тренира губитници. Од овие напоменати превирања може да се заклучи дека воспоставувањето на љубовниот триаголник е неизбежно, меѓутоа интригантната поставка не е рамнострана каде секој посветува време на другиот, туку рамнокрак симулакрум каде момците фрлаат око на Таши во ист момент и се надпреваруваат за незините афекции. Не баре животот е еден тенис меч, а таа е трофеот, но во нивниот обид за тројка, Таши наменски ќе согледа дека не сака да биде растурачка на домот, застанувајќи помеѓу нив, со оглед на тоа што момците биле во доживотна врска еден со друг, меѓутоа ќе застане и одлучи да стане нечија сопруга и туѓа љубовничка, кога макијавеловски средствата ќе водат до соканата цел. Затоа и шаретот за имитацијата на сервирањето на другиот станува одличен филмски механизам за сугестивно признавање дека е неверна сопругата, галантен невербален јазик, специфика која е изродена од меѓусебната блискост на тенисерите, кои ја поминуваат трансферзалата од пријатели, браќа, љубовници до непријатели. Затоа колку и да е антиклимактична прегратката во епилогот, мислам дека соодветно го комплетира цикличното заемништво и начинува нов бивалентен циклус на љубов и омраза помеѓу нив. Патолошкиот опортунизам и желбата за освојување на достижната титула по секоја цена станува водилка во животите на протагонистите, но и бележит агенс за нивното себеуништување. Неопходно е овие спортисти безмилосно да ги тестираат границите на способноста и издржливоста на нивните тела, доколку сакаат да бидат најдобри од професијата. Меѓутоа таа поврзаност, односно порамнување на приватниот со тенискиот живот, ќе се покаже дека е погубно, штом се одземе од тројцата можноста за посегнување по зацртаниот дострел и оддалечување од истиот, раѓа фрустрација од невозможноста да се прифати лимитацијата на телото и старењето воопшто, односно ако повеќе сакате прифаќањето дека не се повеќе тоа што некојаш биле и тогашните стремежи не се изводливи денес кога спортот останува на младите. Тенисот во никој случај не е тенис во филмот, туку е водење љубов на теренот помеѓу опонентите, трагање по совршената оргазмична идеална партија, во која се трансцендентира постоењето и се допира до божествена димензија, а сексот секако дека станува воено поле за надвладување на партнерот. Тенискиот рекет е само помагало за достигнување на уиграното сладострастие. Трите лика страдаат од нивната ароганција, каде Таши најпрви не може да се помири да не игра по повредата и не може да го прифати дефетизма на незиниот сопруг, инстантно одљубувајќи. Во динамиката на Арт и Патрик, огон и мраз, едниот е посензитивен, интроверт, а другиот е поагресивен, екстроверт, па затоа обидот за куплера е можност на Таши да биде со совршениот тенисер, кој би ги имал квалитетите на двајцата, осознавајќи дека тие се во заемна латентна хомоеротска врска, само што не се свесни за тоа. Секс останува комодитет за Патрик, за да има каде да преспие таа ноќ, кој ќе стане исто така средство за купување на титулата на Арт од страна на Таши. Колку што има брза игра на форхенд и бекхенд во диалогот, толку има и немо фрлање на погледи и игра со помош на тела во простор, која говори од што се направени ликовите.
еротскиот набој и сласт не се рефлектира во прекрасните еротски сцени, туку во пулсирачкиот и заводлив начин на кој е снимено, монтирано и озвучено делото. Низ годините имам развиено хронична верзија кон спортските надпревари, особено од како се истисна културата од медиумите на сметка на спортот и политиката, па затоа и да ме плаќаат не би гледал спортски надпревар од почеток до крај, но затоа би огледал Гваданињо како естетизира еден ужасно досаден спорт за гледање до есенцијална перфекција. Затоа и го преферирам сумирањето на надпреварите на тениските документарни филмови наспроти трошењето на животот на гледање на долгочасовните мечеви без поента. Секако дека добронамерно е поигрувањето со метареференцијалното напоменување на постоењето на Спајдермен во филмскиот универзум од страна на ќерката на Таши во филмот, со оглед на тоа што Зендеја е составен дел од таа франшиза, како и акронимот ATP од имињата на протагонистите. Верувам дека уште во сеќавање ви се филмовите за тенисери и тенисерки, King Richard од 2021, Borg vs. McEnroe од 2017, Battle of the Sexes од истата година, Final Set од 2020, па дури и комичните 7 Days in Hell и Breakpoint од 2015. Но исто така не смеат да бидат занемарени во компарацијата Woody Allenovиот Matchpoint од 2005 или пак Wimbledon од 2004, што ме опрашање хендикепот на поранешни тенисерски звезди со неможност да постигнат по приматот на славата во подоцнежните години од кариерата, така што играните филмови за тенисери не се некоја новост во филмската историја, со оглед на тоа што дури и Хичкок пред 70 години има протагонист тенисер во култниот Strangers on a Train. Лука си го негува соодносот од претходните колаборации и повторно го ангажира Трент Резнор и Атикус Рос да го озвучат неговиот филм, меѓутоа овој пат беше максимално нагазен електронскиот скор, експлозивен, кој се одвестува на пулсирачките засеци помеѓу сцените, неапологетски нагризувајќи го диалогот, како што тоа беше изнасилен случај со Тенет, меѓутоа тука се надоврзува на ритмот на премините меѓу сцените, наголемувајќи ја тензијата. Марко Коста е монтажерот, со кој во последно време соработува Лука, задолжен за еуфоричното подредување на кадрите, некогаш со slow motion, некогаш со скокање на фреймови, кое го понесува гледачот, дозволувајќи да заборави дека гледа измачувачки долг филм, правејќи скокови во време кои не штетат на разбирливоста на действието, со адреналинското течение за спорт кој нема таква тензичност, затоа што се игра со саати и пикот го достигнува во решавачките гемови од финалните сетови. Човекот кој е задолжен за прекрасната визуализација е директор на фотографија на Бичат Понг Верасатакул, односно Сајомбу Мукдепром, кој ги кадрираше успешните филмови на Гваданињо, кој според мене извонредно ја реализираше обврската да естетизира снимање на еден од најдосадните спортови за гледање, каде не употреби ниту еден кадар на кој сме навикнати од преносите на тенис, напротив, камерата беше поставена под коси агли, со движење на мигови на point of view на рекетот или на топчето, си поигра со фиксираност која публиката синхронизирано го следеше скокањето на топчето преку мрежата и се наврати на ретро пристапот со зумовите, кои делуваат како трейлери за ликовите во филмот на Лука, сето тоа сошиено со експедитивната монтажа и добиваме динамика која очевидно недостасува на сите досега снимени филмови на тениски надпревари, наоѓајќи го решението за снимање на тениски топчиња со CGI, затоа што негледливи се со голо око. Не е првиот филм на италијанскиот режисер кој го рецензирам во видеологија, неговиот претходен Bones and All има засемна епизода во емисијата, па редундантно би било да ја повторувам неговата досегашна филмографија која е наведена во рецензијата која претходи. Затоа ќе ги најавам предстојните филмови на кои ќе работи, продолжувајќи соработката со сценаристот на Challengers Justin Kuricskes, сопругот на Селин Сонг, инспирацијата за Past Lives, со кој ќе адаптира книгата на великанот Вилијам Бороуз, која напиша Голуручек, односно филмот Queer, со љубовната сага за Даниел Крейг и Джейсон Шварцман, кој нема да отстапи да работи и за малиот екран, поточно серијата на Бреди Истон Елис, писателот на Американски психо, односно The Shards, уште една адаптација за серискиот убиец кој ги променува животите на средношколците во 80-тите години во САД. Секако дека Лука не смее да биде изоставен од дискусијата за долгоочекуваната адаптација
адаптација на голдинговиот преживувачки The Lord of the Flies со Леа Сейду, ќе работи на романсата Separate Rooms, со Джулија Робертс ќе работи на After the Hunt, која ќе претрпи обвинување како професорка. Сите тие се во различни фази на предпродукција и истражување, па кој од нив ќе ги комплетира финансиите ќе биде работен прв, а најавени се дека има намера да ги сними продолженијата на Call Me By Your Name, која ќе гласи Find Me, аристократската ТВ серија Brideshead Revisited и ќе го екзекутира ликот кој ќе оглуми Дженифер Лоренс, која ќе биде осудена за смртна казна поради убиството на сопругот во Burial Rights, но пред да им дојде редот на нив, Лука треба да ги адаптира најпрви книгите на кои треба бидат засновани идните филмски класици во негов препознатлив манир, со надеж дека ќе погледнеме невиден пристап како што тоа го направи во неговата Суспирија. Убеден сум дека преокупираноста на тенисерката и таа со обајцата тенисери за некого во известен степен ќе биде неоснована, посесивна обсесивност на спортистите егоманијаци, опијанети од зависноста за победување, нема да ги воодушеви сите, а прокламираниот маркетинг истовремено ќе развија верзија кон филмот кој ќе глорифицира веќе виден дисфункционален љубовен триаголник, меѓутоа непореклив е впечатливиот начин на кадрирање и прераскажување на приказната, која го приврзува гледачот за ликовите, успевајќи да долови незаборавна тенисерска сага со грст ликови, циркулирајќи околу вечни теми на пријателство, љубов, посветеност, амбиција, неверство и лојалност. Стотици илјади режисери едва имаат нешто да кажат на една од овие тематики, а не па на сите, а на интимистичко рамниште како гледач, ако филм со сите негови алатки успее да ми го задржи вниманието од почеток до крај, со желба да останам во светот и по завршувањето на делото, е добра индикација дека режисерот знае што прави, што станува се поредок случај во денешницата, кога е моето гледачко искуство во прашање. Филмот со буџет од $55 милиони немаше потреба да има премиера на филмските фестивали, па MGM во американските киносали и Warner во европските го дистрибуираа филмот, кој да речеме дека до крајот на прикажувањето во кино ќе успее да го дуплира буџетот, иако веќе е достапен на платформата на Amazon Prime и не знам дали ќе има доволно маркетиншка сила да истурка оскаровска кампања или ќе биде заборавен во втората половина на годината кога ќе почне оскаровската трка. Спортски филм во кој борбата за титула на теренот се преозначува во борба за добивање на вниманието на девојката, која има способност да подготви шампион, се разбира доколку има волја и мотив за освојување на титули. Се е дозволено во љубовта и тенисот. Ако морам да го евалуирам, тогаш Challengers од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 323-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!